Јас го завршив средното полициско училиште во Скопје и потоа завршив сообраќајен инженер во Битола. Почетокот кога отидов во средното полициско училиште, тогаш беше во тренд Брус Ли. Сите одевме ред, чекавме кај староно кино, што викаме ние, за да го гледаме Брус Ли. И јас премногу го застакав каратето како спорт и како вештина. Меѓутоа во стартот кога почнав на школа немаше таква школа, имавме само школа задолжителна школа за џудо и џиуџица. За среќа моја, второто полугодие од првата година, мојот покоен учител сенсеј Димче Кисевски, морам да го споменам, 7-кратен југословенски тогашен првак, го отвори клубот Младост во Скопје. И тоа беше за мене како нешто што остварување на некоја најголема желба што ја посакував. Почнав таму, кога завршив средно полициско училиште, јас дојдов во Охрид. Во Охрид немаше таква вештина и за прв пат, да не испанува како фалење, меѓутоа за прв пат ја отворив карате секцијата Партизан, која беше во склоп на ДТВ Партизан. Така беа сите клубови, немаше клубови тоаш посебни, него секции во склоп на Друштво за телесно воспитување на ниво на Југославија. Кога го отворив ја отворив таа секција, почна интерес за надпревари. Јас извадив доста ученици во таа секција и за да нашите успеси се покажат малце пошироко, тогаш директорот и председател на карате клуб Трудбеник го наименувавме, беше отворањето на карате клубот Трудбеник со цел да влеземе во надпревар во Македонската лига. 2 дена, тогаш вкупно беа 77 клубови во Македонија. 2 дена во Битола се одржува класификациони турнири. Од тие 77 клубови се сведоа на 10, од 10 на 5 и од тие 5 клубови секој со секого имавме борби, траеа неколку месеци тие, за да првиот настапи на сојузен надпревар. И тогаш тоа беше мојата најголема награда, со тоа што јас како тренер на мојот клуб го освоивме првото место во тогашна Социјалистичка република Македонија, за да ни го отвори патот за надпревар на сојузно ниво. Меѓутоа, од некои причини, клубот не беше во можност да финансира понатаму, па така јас продолжив, го отворив друг клуб. Од тој клуб произлегува, и тоа е моје задоволство и можам да кажам како голема награда, што произлегува ученици кои почнале како мали дечина кај мене, па си отворија своји клубови, а целта моја беше таа, да се шири што повеќе каратето и во Охрид и пошироко во Македонија. Така и ден денеска. Значи, оваа година јас правам од почетокот, моите почетоци во карате вештината, оваа година јас правам 50 години. Тоа е пола век. И се уште сум со дечината и мислам дека ако тоа го немам, ако тука прекинам и ако прекинам во изработка на вакви дела, тогаш ќе се запрашам самиот дали јас воопшто постојам. Јас морам да постојам, знаете што ме подсетува за да постојам? Често пати гледам во часовникот за да ме подсети да не застанам.